Добар ден, криптоентусијасти. Според темата која што обравте за неделното специјално видео, денеска ќе разговараме за видови на токени, каде што нормално прво ќе да направиме разлика помеѓу што е коин, а што е токен, а потоа ќе влеземе во длабината на технологијата на токените, односно за што истите служат, оние стандарди ERC, што истите представуваат, кој стандард за што се користи, така да јас ги одбрав оние кои што се најбитни, затоа што ги има многу, и оние кои што мислам дека највеќе ќе ви бидат потребни. Ова е чисто за да имате поголемо сознание за тоа како функционира ERC стандардот, што исто представува и што овие токени се обидуваат да на некој начин решат. Сега, првата работа, како што веќе кажавме, нормално треба да објасниме што уствари представува коин, а што представува токен. Првата и главна разлика помеѓу коин и токен секогаш е фактот дека коин има свој блокчейн и свој екосистем, додека токен представува само репрезентација, најчесто на апликација која што се развива на некој друг блокчейн. Така. Значи, како пример, еве ќе ги земеме Ethereum, кој што има свој блокчейн, кој што има свој механизам за валидација, како тоа е практично консензус механизамот, додека Uniswap представува токен на апликација, во оваа ситуација на децентрализирана менувачница на Ethereum блокчейнот. Така. Што значи дека двата се поврзани еден со друг, но едниот има свој блокчейн, а другиот е само токен кој што е изграден врз основа на технологијата на овој блокчейн. Се разбираме. Сега, многу разлики има нормално, меѓу кои главните се, уште еднаш, како што веќе набројавме. Значи, од левата страна ова се главните карактеристики на секој коин, а ова се главните карактеристики на секој токен. Коин представува основен, така речено, основна валута на еден блокчейн. Зборуваме блокчейн самиот по себе, така. Додека секој од овие блокчейни може да има една главна валута, како што е на пример на Bitcoin блокчейнот, Bitcoin е коин, така. На Ethereum блокчейнот, Ethereum е коин, на ADA блокчейнот, ADA е коинот, така. И во оваа ситуација практично истиот коин го користи консензусот за валидација. Практично он го користи основниот механизам кој што е консензус на овој блокчейн. Така, без разлика дали е proof of stake, proof of work, delegated proof of stake и така натаму, значи он директно го користи овој механизам за запишување на трансакции во еден блок. За разлика од тоа, значи токените доаѓаат од апликации кои што се изградени на оваа технологија. Се разбираме, како што кажавме, без разлика дали е тоа Uniswap, дали е Aave, апликацијата со својот Aave токен, Compound со Comp токенот и така натаму. Значи ова се сите апликации, без разлика каков тип на апликации се, кои што немаат свој блокчейн, но имаат свој коин, тоест токен кој што е изграден врз технологијата во оваа ситуација, на пример на Ethereum блокчейнот. Потоа, Innumerable tokens per blockchain network, односно овие најразлични, значи проекти може да имаат најразлични токени, се разбираме, гледате и сами, значи овде ќе имате различни проекти со различни токени, кои што нели матично се изградени на Ethereum блокчейнот, но еден блокчейн може да има еден коин, додека може да има многу токени во однос на апликациите кои што се изградени на него, и relies on the native coins consensus mechanism, односно како што веќе кажавме, сите овие токени го користат консензус механизамот на основниот блокчейн. Значи за тоа и практично на крај најчесто се плаќаат физ во матичниот токен, во оваа ситуација во Ethereum на сите овие апликации, така. Значи тоа е идејата. Уште ќе напоменам, главната разлика секогаш која што треба да ви биде битна е фактот дека секој коин има свој матичен блокчейн, додека токените се само изградени апликации на овој коин. Сега, ние веќе имаме една поделба која што ја правиме многу често, а тоа е поделба на сите овие проекти во однос на проблемот кој што го решаваат од реалниот свет. Или пак од светот на во оваа ситуација блокчейн или дигиталниот свет, така. Значи идејата што е? Главната поделба по која што ние на нашиот канал ги обработуваме сите овие проекти е во однос на тоа што се обидуваат да сменат во светот, што се обидуваат да надополнат, каков проблем се обидуваат да решаваат, така. Но во исто време постои и друга дистинкција која што ги дели овие токени, сега зборуваме за токените, на 4 основни врсти. Тоа е во однос на тоа како се користат, се разбираме. Utility токени се токени кои што се користат на самиот блокчейн во однос на услугите кои што блокчейнот ги дава. Сега, овдека не е блокчейн, туку апликација, така, како што веќе кажеме, значи токените имаат своја апликација. Пример, Uniswap, кога веќе го спомнавме, Uni токенот вие го користите нели за
плаќање на дел од физ и така натаму. Додека имате други апликации, како што е например рендер, каде што рендер токенот се користи за да купите одредени услуги од овој блокчейн, во оваа ситуација рендеринг, така. И понатаму имате многу други, например Compound го користите за позајмување, Aave исто така, нели, различни апликации кои што се изградени например во оваа ситуација на Ethereum или пак на друг блокчейн, ги користат овие токени за да практично понудат некоја услуга која што овие апликации ја нудат, без разлика каква е таа услуга. Security токени е нешто што е многу ретко, затоа што се уште не сме го виделе. Security токени не представуваат токени кои што се акции, се разбираме. Значи ова се званични блокчейн представа, така речено, паралелни акции. Зошто го велам тоа? Значи, вие акции секако може да купите во книжна форма или во дигитална форма ако користите не знам некоја апликација. Но, ако една компанија одлучи дека своите акции ќе ги направи во, да речем, non-fungible или fungible tokens, истите може да бидат представени во овој сектор. Се разбираме? Иако, за жал, се уште не постојат такви, значи, иако постојат се премногу мали или на некој начин се уште јавно не се тргуваат, значи, затоа и ја следиме оваа страна, каде што сега за сега, значи real world asset tokenization, буквално и акциите спаѓаат овде, значи тоа се практично токенизација на ствари од реалниот свет, без разлика дали се обврзници, акции, дали се ресурси, во оваа ситуација commodities или пак се real estate, недвижности и така натаму. Идејата е дека сега за сега се уште не постојат, иако постојат, пак ќе кажем, тоа е само приватен затворен круг, се уште не постојат јавно тргувани акции кои што се во токенизирана форма. Кога тоа ќе се случи, верувајте ми, прво ќе бидат додадени овде, а и сите ќе знаеме. Значи, се мислите, тоа е како сега денеска да одлучи Тесла, дека од денес па натаму сите акции на Тесла, например, ќе бидат во токенизирана форма, ќе бидат fungible токени, каде што вие практично ќе може во било кое време да ги купувате и продавате на јавни пазари. За жал тоа се уште не е возможно, но натаму се тоа се движи. Да не заборавиме, тоа беше главната причина поради која што ова портокалово поле, а тоа е BlackRock, влезе во Real World Asset токенизација. Главната цел на BlackRock и на оваа Buidl, да речем, платформа која што е направена повторно на Ethereum, е баш тоа, токенизирање на акции. Се движиме кон таа насока, верувајте ми, тоа ќе биде големо поле, но се уште не сме стигнати до, да речем, масовна адаптација, за да можеме да разговараме на некој начин со соодветни примери. Governance токени, значи governance токени овдека исто така можеме да спомнеме многу, повторно би го земал Uniswap, затоа што во оваа ситуација е, нели, прост пример за тоа. Значи Uniswap, децентрализираната менувачница, практично governance на својот DAO, на децентрализираната автономна организација, практично сите гласања и се што се одлучува за самиот проект го правите преку Uniswap токените. Ги користите токените за да гласате. Многу такви апликации има, сега да не набројуваме, но зошто го земав Uniswap? Затоа што овие не се исклучителни. Значи ова не е, например, ако е utility токен, не може да биде и governance токен. Некогаш може да биде комбинација, се разбираме. Во оваа ситуација пак ќе го земам. Uniswap е прост пример за тоа, каде што во исто време истиот се користи за одредени акции на децентрализираната менувачница, значи практично за да работите на истата, а во исто време се користи и како governance токен, што значи дека во оваа ситуација ви имате еден токен кој што може да има повеќе различни, да речем, својства и нели, да се користи за различни причини. И во оваа ситуација, уште еднаш ќе напоменам, governance токен има многу од ваков тип кои што буквално се наменети баш за тоа. Значи на одреден проект да имате право на глас со овие токени кога се одредува патот по кој што ќе се движи, промена некаква во проектот и така натаму. И non-fungible токени, за кои што ќе разговараме малку подоцна, тоа се уникатни токени за разлика од fungible, кои што иако истите се матично исти, доаѓаат од ист проект, на крајот од денот секој од нив има различна форма и вредност. Но за тоа ќе поразговараме малку подоцна, тоа е дел од ERC токенизацијата. Сега, што представува ERC токенизација? Значи, јас овој артикл, кој што буквално ги дава најпознатите ERC стандардизирани токени, значи ќе го оставам во дескрипција на ова видео со цел да можете и сами да ги погледнете и оние, да речем, кои што нема да ги обработиме денеска, да ги видите сами за себе. Зошто баш ERC стандардизација? Затоа што ERC е, значи, Ethereum представува првиот смарт контракт платформа во светот. Сега, значи, како прва смарт контракт платформа во светот, истата има предност во однос на развивањето на смарт контракт, нели, како технологија. И поради тоа истите се доста напред за разлика од останатите Layer 1, да речем,
леери на апликации и се толку напред што имаат многу вакви различни ERC стандарди направено. ERC стои за Ethereum Request for Comments. На некој начин, што истиот представува? Представува различен тип на токени во однос на структурата, сега зборуваме блокчейн структура, програмскиот дел, и што истиот се обидува да реши во однос на трансакции на мрежата. Значи, во однос на тоа каков тип на ERC токен станува збор, истиот има различни квалитети. Се разбираме. Сега ќе ги спомнеме најбитните, да речеме оние кои што се најпознати, и ќе спомнеме што истите се обидуваат да решат во однос на трансакциите на блокчейн технологијата. Пак ќе напоменам, во овој артикл ги имате сите, значи доколку се придвижите навлу, гледате, значи колку има само основни погледнете. Значи јас ќе ги обработам само најбитните, каде што уште еднаш ќе напоменам, сите дополнителни токени може да ги најдете во овој артикл и нормално ако сакате да се запознаете малку повеќе со оваа тема, основите ќе ги поминеме денес и битна работа е дека дури другите протоколи, без разлика дали е Биткоин, Трон или BNB, ги превземаат овие стандардизирани дефиниции барем за сега. Верувам дека секој од нив има некоја своја, значи баш ќе го земеме тоа како пример. Значи во оваа статија убаво објаснето. BEP20 е буквално паралелен на ERC20. Значи погледнете, сами со тоа што истиот е и компатабилен на ERC20, но е токен кој што е застапен на BNB мрежата. ERC20 е компатабилен со ERC20 и е токен кој што е застапен на Tron мрежата, че ова се основните fungible токени кои што сега ќе ги објасниме, но само сакам да ви кажам дека гледаме дека многу од овие големи блокчейни ги земале истите овие стандардизации на токени од Ethereum. Уште еднаш, зошто? Затоа што има најголемо искуство и затоа што биле први на пазарот, имале време сето тоа да го креираат на некој начин. Сега, понатаму, гледаме дека постојат и други токени кои што се матични само за оној блокчейн кој што ги развил. Во оваа ситуација ќе го земеме за пример Solana Programmable токен, кој што самиот по себе има на некој начин различна структура и различен тип на токен, очигледно некомпатибилен со Ethereum, но гледаме дека и некои од овие блокчейни успеале да си развијат своји категории на токени. Така. Сега, тоа не го менува фактот дека и понатаму најстандардизирани и најкористени се ERC токените. Со тоа што првиот ERC20 представува најосновен токен. Тоа е оној токен кој што е fungible токен, кој што е заменлив и кој што представува токен кој што го користи секоја апликација на смарт контракт. Пак ќе кажам, без разлика дали е Aave, дали е Render, дали е Uniswap, дали е било која друга, токените кои што ги поседуваат сами по себе, односно тоа се најосновните токени кои што ги користи еден блокчейн за да може да функционира. Така. Сега, објасниме зашто се користат токени, но за да објасниме што представува ERC20, многу добар пример е даден, значи ќе земеме пример од реалниот свет, пример со банкноти од $100. Овде ќе имаме банкнота во три различни, да речем, дизајни, која што представува банкнота од $100 и секој од овие банкноти има иста вредност. Без разлика кога е произведена, без разлика каков е дизајнот, на крајот од денот секоја од овие банкноти има иста вредност. Значи $100, се разбираме. Значи, разликата во оваа ситуација од, да речем, non-fungible и fungible токени, тоа е следниот токен кој што ќе го објаснуваме, non-fungible, е дека без разлика каква форма има, на крајот од денот ова се исти токени, иста вредност и колку и да ги разменувате, нема да има никаква разлика. Со тоа што е уште еден пример директно од крипто, значи да земеме DAI stablecoin. Така, без разлика дали вие ќе го преместите на една или на друга адреса, неговата вредност е иста во однос на, значи како тоа би изгледало, како што ќе рековме $100. Така, замислете дека некој поседува 100 DAI, така, и некој ваш другар исто така поседува 100 DAI. Значи овие две личности поседуваат иста количина на токени во иста вредност, која што никогаш нема да се промени. Се разбираме, и ако ги измешаат помеѓу себе токените и на крајот добијат иста количина на токени, секој од нив има иста вредност. Тоа значи дека fungible токени во оваа ситуација ни представуваат ERC20, представуваат токени кои што имаат иста вредност и колку и да се мешаат, таа вредност останува непроменета. Се разбираме? Затоа ова се основните токени, без разлика како што кажав, дали се тоа ги имате еден том, веќе спомнав многу примери. Така. Сега, имаме втор пример на ERC токен кој што е сосема поразличен од ова. Значи тоа се non-fungible. Значи fungible значи дека се interchangeable. Така, значи вие можете да ги разменувате и вредноста нивна нема да се промени. Додека non-fungible токени представуваат токени кои што кога ќе ги размените нешто други имаат сосема различна вредност. Како би го објасниле ова преку реален пример? Значи како што кажавме за парите,
Без разлика каков е дизајн нова банкнота, нивната вредност и понатаму останува исто. Но еве и прост пример. Да земеме пример за еден автомобил. Автомобил, без разлика дали е иста марка, иста серијска, дури и во иста серија да ја произведен, се разбираме. На крајот од денот не значи дека ќе има иста цена. Зависи од тоа како е користен, зависи од тоа како е зачуван, што значи дека нивната вредност во оваа ситуација, за разлика од банкнотите, има сосема различна вредност иако представува ист токен. Така, значи иста кола, иста серијска производство, ист модел, иста марка, исто се. Но нивната вредност е сосема различна поради одредени карактеристики кои што ги има ова добро, така. Сега кога веќе објасниме како изгледа самиот поим на различни добра кои што се матично исти, но имаат различна вредност, ова можеме да го примениме на било што е од дигиталниот свет. Еве прост пример. Значи fungible токени, како што кажеме, без разлика кој тип на апликација, имаат исти токени, така. За разлика од тоа, non-fungible токени во оваа ситуација е исти токени кои што не се исти. Така, значи иста матична блокчейн технологија, но секој од нив е уникатен. Еве, прост пример, значи ова е од игра CryptoKitties, каде што ова се различни NFTs, така и се нарекуваат non-fungible token или NFT. Со тоа што гледаме дека секој од овие, иако представува матично ист токен, има различни карактеристики. И заради тоа и има различна цена. Значи, иако овие токени се матично исти, секој од нив поради карактеристиките кои што ги поседува како уникатен коин, има различна вредност. Исто така за оние кои што се геймери, ова на пример било многу поблиско, значи е прост пример, без разлика која игра сте играле, без разлика каков тип на игра сте играле, на крајот од денот дали е collectible, дали е айтем кој што го користите во играта, дали е пет, што и да е. Секој од нив има различна вредност. Така да сите овие представуваат NFT кои што самиот по себе има различна вредност, се разбираме. Значи, skin, collectible, item, сето тоа представува нешто што е различно и според тоа има различна вредност и затоа представува уникатен ERC-721 или Non-Fungible Token, NFT. Со тоа што ова е од гейминг делот, но NFT ќе оди многу повеќе, каде што, за разлика од, ако се сеќавате на почетокот кога ви кажавме, на пример, во US Treasuries или во stablecoin, на пример, stablecoin како real world asset токенизација, секој од овие стейблкоини представува иста вредност. Значи дали е DAI, дали е било кој друг од овие, значи USDT, USDC представува иста вредност. Значи тоа се ERC-20 токен. Додека ERC-721 ќе представува токен кој што ќе биде уникатен за одредена ствар. На пример, одредено земјиште. Така, каде што, на пример, замислете дека катастарот е представен од non-fungible токени, каде што секоја катастарска парцела си има свој идентитет како non-fungible токен и во однос на тоа кој ја поседува, значи се знае точно кој дел и која парцела ја поседува. Така, недвижност, значи дали е стан, куќа, што и да е. Значи оваа целина како собственост е застапена од еден ERC-721 токен, кој што вие практично го поседувате и на тој начин вие имате собственост над ова добро и во било кое време можете да го отугите за тоа што е ваше. Многу едноставно, така. Значи тоа е идејата на non-fungible токен, да може да се знае кој е собственик и да може многу лесно да бидат предадени едни на други, со тоа што значи за било кое ствар од реалниот свет може да се направи non-fungible токен која е уникатна. Така. Дури и до степен каде што интелектуална собственост може да биде исто така застапена со non-fungible 721 токен. Се разбираме? Значи едноставно различни ствари може да бидат токенизирани и затоа оваа технологија е многу побитна од гейминг. Значи да, гейминг е битна категорија од целиот свет, да, гейминг е онаа прва категорија на која што најчесто се тестираат ваков тип на технологии, но идејата на оваа технологија не е скинови, идејата на оваа технологија е недвижност, идејата на оваа технологија е акции. Значи идејата на оваа технологија е да може реална вредност од светот да биде многу полесно заменлива, без при тоа да ви биде потребно нотар, па геодет, па катастар, па договор, па ме разбирате? Значи едноставно во оваа ситуација ако сето тоа е запишено во еден катастар, да речем без разлика дали е парцела или недвижност, со non-fungible токен, значи се што е во однос на запишување е веќе завршено. Се што останува е само да го размените еден на друг преку мрежа која што е воспоставена во оваа ситуација Ethereum и да се буквално отстранат сите оние непотребни административни и трошоци и луѓе. Се разбираме, значи тоа е идејата на блокчейн технологијата и гледаме дека се повеќе и повеќе успева.
Следен токен за кој што сакам да разговарам е ERC-1155. Значи овие два основни токени се буквално двата основни токени на ERC и на Ethereum блокчейнот. Fungible и non-fungible, ERC-20 и ERC-721. ERC-1155 е надградба на овие два токени. Зошто е надградба? Значи, еве прост пример. Кога станува збор за ERC-20, вие можете да пратите 10 милиарди ERC-20 токени во една трансакција. Се разбираме? Тоа значи ќе платите само еднаш фи. Крај. Кога станува збор за ERC-721, за жал, по овој стандард вие може да пратите само еден ајтем во една трансакција. Тоа би било еднакво на да отидете во супермаркет и да треба да купувате, замислете наместо да отидете со цела количка, да ја поминете целата количка и да платите со една сметка. Замислете сега ERC-721, вие треба секој овој ајтем, секој овој, да речем, артикл, да го поминете, да платите, па потоа да поминете втор артикл да платите, па трет артикл да платите. Идејата е ERC-1155 да направи групирање на 721 и на ERC-20 и да може, каде што во една трансакција може да комбинирате токени од ERC-20 заедно со токени од ERC-721. Значи идејата е направена да можете буквално цела една кошница или да речем супермаркет количка да ја поминете на една трансакција. Значи ова е надградба на ERC-20 и ERC-721, каде што буквално во еден ERC-1155 токен или трансакција можете да ставите најразлични значи non-fungible и fungible токени и да платите само една трансакција. Ако тоа не е така, значи со ERC-721 вие имате безброј трансакции кај што треба еден по еден сите овие ајтеми да ги пратите. Односно, еве прост пример, ако играте некоја игра и ако треба сите овие ајтеми да ги пратите еден по еден, вие ќе платите многу фии и ќе чекате многу време за сите тие да бидат пратени еден по еден, така затоа што ви е потребно многу време тоа да го направите. За разлика од тоа, овде ќе имате ситуација во која што може да пратите и ERC-20 токени и ERC-721, значи комбинација. Многу битна работа со тоа што има некои ограничување, а тоа е дека сега ова е доста големо ограничување кога мене ме прашувате, иако не можев да го најдам, но според одредени форуми каде што следев, значи единственото ограничување на 1155 е дека може да прими 200 најразлични fungible и non-fungible токени. Се разбираме, 200 типови зборува. Додека во исто време од било кој од овие токени може да ставите бескрајен број на Unity, се разбираме. Што тоа значи? Тоа значи дека вие може да пратите, да речем, ајде пак цело време го земам Uni, ќе го земам повторно, значи Uni токени може да пратите 2 милиони, но ако треба да пратите 200 различни токени, тоа е границата. Значи не можете 201 различен токен да пратите, значи во било кој од овие може да доставите колку сакате ајтеми, но количината на различни токени мора да биде помала од 200. Тоа е единствената, да речем, рестрикција на 1155 и реално е надградба на и ERC-20 и ERC-721, посебно помага во намалувањето на практично намалувањето на газ фи, затоа што пак ќе кажам, ако треба еден по еден да ги пракете сите овие non-fungible NFTs, значи замислите колку повеќе фи ќе треба да платите и на тој начин практично доаѓа до претрупување на мрежата. Додека со 1155 тоа се намалува драстично. ERC-223 токен, интересен токен, значи интересна надградба на ERC-20 токенот, кој што ви помага да се заштитите од праќање на погрешна адреса. Многу интересно, зашто е тоа така? Значи идејата со ERC-223 е дека не можете да ги пратите на погрешна адреса. Што тоа значи? Значи знаете и сами дека ако ERC-20 токените ги пратите на непостоечка адреса или на адреса која што или пак сгрешите некое бројче наместо 13 се ставиле 12 цифри или пак сте пратиле на друга мрежа, например сте пратиле на некоја мрежа која што не поддржува ERC-20 токени, значи ако тоа го направите преку ERC-20, значи вашите токени завршуваат. Се разбираме? Нема враќање. Додека ако тоа го направите преку ERC-223, тогаш овој посебен механизам внатре во кодот на ERC-223 дозволува function token fallback. Што тоа значи? Значи дека ако адресата не е како што треба или пак ако на пример сте ги праќате на некоја мрежа која што не поддржува ERC-20, вашите токени нема да бидат пратени. Се разбираме, значи едноставно самиот тип на токен нема да ви дозволи да ги пратите на практично друга адреса. Доста добра надградба на ERC-20 токените и да не забораваме колку што сум јас свесен до сега, значи овие типови на токени
со ваквите надграби најчесто се применуваат најчесто кога користиме централизирани менувачници. Значи кога користиме централизирани менувачници, истите веќе се користат во овој формат. Така, на тој начин практично ве заштитуваат од потенцијално праќање на погрешна адреса, не погрешна адреса, туку на непостоечка, да речем погрешно напишана во однос на помалку или повеќе цифри, или пак во однос на праќање на погрешна мрежа. Така. Значи едноставно не ви дозволува да пратите таму. И верувам дека тоа сте го виделе, многу често се случува кога праќате на Ethereum, а ставате, не знам, BNB мрежа погрешка и кажува дека не сте ставиле правилна мрежа, така. Значи според тоа што ми е објаснето и мене, најчесто овие стандарди веќе се применуваат на централизираните менувачници, каде што нели директно се применуваат со цел да се заштитат нивните корисници. Следниот токен за кој што ќе го поразговараме е ERC-621. Значи ERC-621 стандардот е стандард кој што не се користи од секојдневни луѓе, туку се користи најчесто од девелоперите на одреден проект. Зошто е битен овој токен? Неговата главна цел е зголемување и намалување на supply на еден токен. Односно во било кој проект кој што има limited supply, значи овој пат ќе го земеме Avalanche чисто за пример, значи овдека практично имаме max supply, значи тоа е limited supply, што тоа значи? Тоа значи дека имаме максимум од 720 милиони AVAX токени. Оваа ситуација е коини, но еве да речеме дека Avalanche е апликација на пример на Ethereum, ова го земав чисто како пример, че можам да земам било која апликација на Ethereum, нема разлика, само да разберете како функционира. Значи во однос на одредување на максималниот supply во оваа ситуација, значи само кај апликации, значи ова не може да биде применето кај коини, како што е во ситуација Avalanche, затоа што значи не може туку едноставно да биде променето, така. Значи мора да биде променет целиот консензус. И тоа мора да биде направено без разлика каков тип на консензус, значи треба да биде направено од целата мрежа. За разлика од тоа, еве, чисто да не карикираме, значи да најдеме проект кој што е апликација на Ethereum и кој што има нели своја ограничена и повторно ќе испадне на крајот дека ќе треба да го гледаме Uniswap како пример, но како и да е. Доволно е за да објасниме. Што значи дека девелоперите на овој проект преку овие кодови може да ја зголемат или намалат вкупната количина на токени на овој проект. Нормално тоа не може туку така да се направи од било кого. Идејата е дека после да речем за ситуацијава на Uniswap, после дао гласање да речеме дека целата заедница одлучила дека сака да ја намали вкупната количина на Uniswap токени. Така и да речеме дека 90% од корисниците се нафатила на тоа. И пример, сакаат да ја намалат од 1 милиарда на 900 милиони. Доколку се одлучи за тоа, практично девелоперите, нели со дозвола од практично DAO, ќе го искористат ERC-621 кодот со цел да ја намалат или зголемат, или во оваа ситуација на пример намалат количината на Uniswap токени во max supply за 100 милиони. Така да на тој начин функционира, иако нормално ова е многу поедноставено, значи тоа замислете како изгледа кога треба да биде направено од милион луѓе кои што моментално користат Uniswap, но само сакам да ви кажам која е целта и која е идејата на 621 ERC. И за крај го имаме ERC-777, кој што е исто така надграба на ERC-20 токенот. Сега, ова е малку како да кажам, значи доста е сложен за објаснување како токен, како тип на токен. Значи јас ќе се обидам да се задржам на главните работи. Најбитната работа кај ERC-777 е овој хук механизам. Идејата е дека ERC-20 токенот е првиот и базичен токен кој што е, да речем, основата на целиот Ethereum екосистем. Додека ERC-77 е надграба на ERC-20, исто како што беше и надграба нормално самиот 223, идејата негова е практично да го направи пофункционален. Односно самиот ERC токен во оваа ситуација 777 има посебен тип на механизам наречен хук механизам, кој што самиот практично кога ќе биде пратен од еден на друг, да речем, корисник, самиот со овој хук механизам буквално се огласува на некој начин до самиот смарт контракт кој што ја фасилизира оваа трансакција. Идејата е направена на тој начин да многу помалку има на некој начин заглавување на овие токени помеѓу овие трансакции, баш поради тоа што ERC-777 токенот е напредна верзија на ERC-20, истиот на некој начин има свој механизам со кој што многу побрзо се процесира оваа трансакција, се разбираме, преку овој хук механизам. Иако ова е значи дебело поедноставување на тоа како функционира, идејата е дека помага баш во ова, да не биде заглавен во смарт контракти, да не треба да чекате премногу долго,
Тоа е главната позитивна страна на ERC-777 и интересна работа. Значи ERC-777 е токен кој што може да биде програмиран од апликацијата на еден блокчейн. Пример за ова е, значи може да му ставите различни, да речем, способности на токенот. Една од овие способности е Emergency Recovery Mechanism. Значи, преку овие ERC-777 токени, апликацијата може да го надгради токенот, како на пример во оваа ситуација, да токените имаат механизам за истите да бидат вратени назад доколку си ја заборавите фразата на пример на вашиот новчаник. Ова е нормално, значи не значи дека постои на секој токен, но е опција која што вашата апликација која што на пример вие сте купиле токени може да ја одбере и на тој начин да ги надгради токените со ова или со други различни способности, така. И сега нормално има уште некои интересни работи кои што на некој начин се доста, како да кажам, комплицирани, како што на пример во оваа ситуација token receive, тоа е посебен код кој што го содржи ERC-777 за да нема дупликат на практично ова е како повикот кога се праќа од еден на друг, нели, за да нема како дупликат на самата трансакција, да се случи на пример да се појави дупло или нешто во портфолиото на пратичот и портфолиото на примачот. И овдека имаше интересна работа, значи овој ERC-820 стандард кој што го прави да биде backward compatible. Значи доста комплицирано, дури јас не го разбирам целосно, идејата е дека 777 буквално користи како надграба на ERC-20 во однос на процесирање на многу комплексни трансакции и комплексни тргувања. Значи тоа е идејата да се додаде на некој начин функционалност на токенот во однос на апликациите да може да го надградат како нив им е потребно. Со тоа и на крај да речем, ако ги споредиме ERC-20, 223 и 777, идејата дека ERC-20 е општо познат стандард, гледате и сами дека дури и другите блокчейни, како што е на пример BEP, тоа е BEP20 или BNB, или пак, ако не се сажам, беше TRX, само да видам, не се сеќавам точно како беше неговото име, значи рековме дека различни мрежи го копираат тоа, TRC20 и BEP20, Tron и BNB, кои се компатибилни на ERC-20, но се нели токени кои што може да бидат користени на матичните мрежи на Tron и на Binance. Идејата е дека тој е најосновен и најопфатен и најприменуван токен, нормално, додека рековме 223, идејата на 223 е буквално да ве заштити, да не може да го пратите на погрешно напишани адреси во однос на должина и во однос на погрешни мрежи. И ERC-777, кој што веќе кажав кои се неговите главни карактеристики, и уште една битна е дека ова е многу интересно, значи еве тој е делот со така речено програмирањето на овој токен, вели, значи може да направите било која од да речем адресите кои што се blacklisted да не може да ви праќа токени. Зошто е ова битно? Е прост пример. Значи може да се случи да речем од некоја blacklisted адреса. Тоа се посебен тип на адреси кои што се блокирани, не се блокирани, туку се означени. Значи blacklisted адреси во однос на нивната активност. Најчесто поради тоа што се поврзано со некаков тип на хакерски напади, кражби или пак користење на миксерски услуги и така натаму. Идејата е дека на тој начин авторитетите, значи зборуваме сега нели полиција и така натаму или овие криптоаналитички фирми, ги следат овие адреси со цел да најдат нели одредена личност која што направила одреден прекршок во блокчейн индустријата. И зошто е ова битно? Дури и ништо да немате направено, значи вие практично ако некој од овие blacklisted адреси ви прати макар и најмала количина на крипто, вие автоматски станувате blacklisted адреса. Се разбираме? Практично во оваа ситуација ако вие имате ERC-77 токени на вашата адреса, истата нема да прими, значи едноставно ќе одбие трансакцијата од ваков тип на адреси. Се разбираме, затоа што со ERC-20 вие не можете да одбиете, значи вие немате. И ако некој сака да ви прати, значи не може да го запрете. Дури имаше интересни моменти каде што Tornado Cash, знаете и сами дека еден од целиот тим на девелопери во затвор моментално само заради тоа што имале миксер служба, не дека они процесирале нелегални трансакции, едноставно биле одговорни за миксер службата и сите се во затвор. Имаше ситуација во која што ако не се лажам
на некоја од адресите во која што Америка држи одредена количина на биткоин, ако не се лажам, беше пратена мала сума на биткоин од миксер службава Tornado Cash само за да биде blacklistед оваа адреса на Америка. Така нешто беше. Сега дали беше на американската адреса каде што го чуваат овој запленет биткоин или нешто друго, такво беше некоја голема на некој голем ентитет како BlackRock или така нешто. Идејата беше буквално да им покажат дека едноставно тоа не може да го запрати, дека потребни се вакви солуции како 777 со цел да не може некој да ви прати практично мала количина на да речам крипто од одредена blacklist трансакциона сметка или адреса и на тој начин да ви направи вашиот новченик да биде blacklist. Значи стварно глупаво, но практично функционира. Така да нели, тоа е едно од глупавите работи кои што може да се случат и затоа постојат вакви токени кои што тоа може да го спречат. И за крај, како и секогаш, значи уште еднаш да напоменеме дека за 6 дена на 18-ти, тоа е ова сабота, само момент да проверам уште еднаш, да, значи ова сабота, ќе бидам присутен во 6 часот попладне во Скопскиот градски парк, веднаш кај Даскалот, знаете каде е оваа локација, значи за оние кои што можеби доаѓаат надвор од Скопје, веднаш до фудбалската арена. Значи идејата е да се видиме како пријатели, да направиме една прашање во живо од седницата. Значи замислете дека доаѓате на подкаст каде што ќе може директно да ме прашате и ќе ви одговорам на се што можам да одговорам нормално. Се надевам нема да ме прашате да ви анализирам токен таму пред сите. Како и да е, знам дека ќе има такви прашања, но ќе правиме да биде интересно. Ќе земеме некое пиво, ќе се видиме, ќе си направиме муавет, а во утринските часови на истиот овој ден, во 18.5, значи ќе биде спроведена вториот дел од акцијата, каде што сите овие средства кои што ни беа доставени до сега, значи знаете дека имаме неколку блокчейн адреси на кои што доставувате донации, доколку нели сакате на некој начин да не наградите за нашата работа, како и оваа Купи ми кафе апликација, каде што околу 500 евра од оваа апликација ќе бидат доставени до оваа црковна организација која што моментално на некој начин ни помагаме да помага на македонците дома, додека во спротивно знаете и сами дека нашата едукација е бесплатна, значи ние не наплаќаме ништо за нашата работа, идејата е да прошириме оваа едукација на што повеќе македонци, зашто сте ни потребни вие, како што веќе кажа во вчерашниот пост, значи малку стагнација на пазарот и сите се откажаа, веќе никој не го интересира, дури гледам и каналот има доста помала гледаност, но пак ќе напоменам, значи сега е моментот да се известат луѓето дека треба да учат за крипто, затоа што ако ова го разговараме после година дена, тогаш е веќе прекасно, затоа што тогаш веќе ќе треба да ги гледаме како излезен капитал. Идејата на мојот канал не е да ги користи македонците како излезен капитал, туку да им помогне да бидат оние кои што профитираат од тој излезен капитал после една година. Затоа уште еднаш ќе напоменам, сега е моментот да го промовираме ова до што повеќе македонци, да научат што представува криптосекторот, да научат што представува крипто блокчейн технологијата и кој е нејзиниот капацитет за профит. Така да помогнете ни да помогнеме на што повеќе македонци, доколку сте научили нешто позитивно, препорачете го нашиот канал за да успееме да помогнеме на што повеќе македонци. Оние кои што се нови, на врвот на нашата страна, на нашиот канал на YouTube, може да погледнете ова видео. Напреден курс 108, каде што објаснуваме во детали што и каде се наоѓа на нашиот канал и како може да го следите нашиот материјал. Погледнете, значи имаме веќе 955 видеа и верувам дека е доста комплицирано, така да погледнете го ова видео кога ќе дојдете прв пат на нашиот канал. И за крај нормално, значи лайк, шер, сабскрајб, комент, тоа се најосновни, најмали работи кои што не ви одземаат многу време, а помагаат многу на овој алгоритам да го прошири нашето видео до што повеќе македонци низ светот. И во секоја дескрипција на видеото ќе ги најдете нормално сите објаснувања во однос со тоа што разговараме во одредено видео, во замена на таймстемп, за да може да најдете што би сакале точно да слушате, да не мора да го слушате целото видео. И нормално за крај, значи социјалните мрежи, тоа се оние на кои што објавуваме повеќе материјал од вообичаено, кои што може да ги заследите со цел да добиете повеќе информации и нашите паралелни канали на Одисеј и Рамбл. Така да ви благодарам, се гледаме во следното видео. Да, во текот на утрешниот ден ќе го направам видеото за криптоарбитража, кое што ви го ветив уште недела дена наназад, но нели имаше доста активности, не успеав да го направам. Значи во текот на утрешниот ден очекувајте го видеото за криптоарбитража, кое што ќе гледам денеска да го направам, затоа што утре имам доста хектичен ден, доста обврски, не верувам дека ќе имам време да направам видео, затоа денеска ќе гледам да го направам и тоа, со цел да каналот продолжи и понатаму со активна едукација. Гледате и сами, значи давам се од себе да едуцирам што може повеќе, се надевам дека тоа го цените нормално.
Уште еднаш се гледаме во сабота, одвај чекам да пием пиво со секој од вас, така да се гледаме тогаш и поздрав од Крипто Гемичи.